Дрвата од дворот и бавчата на Јосифов Цане од село Ларци исчезнуваат преку ноќ. Неговата сестра вели кратци ги носат дрвата багрем и ги продаваат. Не само дрвата кои се наоѓаат во дворот и бавчата, кратците влегли и во подрумот и помошните простории, откаде украле се што можеле им било потребно. Помпа за прскање за оризите, бакарна помпа се вика тоа. За 150 кила нафта, 3 туби, преку зидчето улавален, јас се зидаме со мажа ми. После тоа пресечеле синџиро на гаражата, 3 пути, 3 акумулатор му украдеа. А јас потрагам, гледам и тржи куче. Јас немам пари, али тражам куче, да го фанем Ајдуко. Цела ноќ јас не спием те тука на терасата сега. Они со колите фрчат, нозат, дека ги продават. Случајно вели налетала и на кратците, кои ги продавале дрвата кои ги украле од нејзиниот брат. Од колата ги ваде со вреќа, дрва уцрне вреќа. Прво комбето дојде прша го. Колку ги продаваш дечко дрвата? Рече 2 дарки. Викам, ги ми донесеш ли на мене? Ама вика, колку вика? Викам 5. Ама викам, вие са топола, јас сакам багрем. Имаме и багрем. Дојде сивата кола, баграмови дрва. Викам, а за мене има ли? Покасно. И веќе не се врнаја, ги запиша броиште. Сите броиште ги имам запишано. Од секторот за внатрешни работи Штип велат дека работат на терен на вакви и слични случаи со цел да се пронајдат сторителите на кражби, тешки кражби, со што би се обезбедила и безбедноста на граѓаните.